Добро вечер, почитувани гледачи. Хируршка интервенција знаеме што е. Но исто така знаеме дека жаргонски се употребува и во некои други сфери на нашето живење. Па еве за тоа како може и хирург и нешто повеќе од тоа, со нас вечерва е Зоран Георгиевски, пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН. Добре ни дојдовте, господине Георгиевски. Добро вечер и вам и на гледачите на Канал 3 телевизија. Јас не случајно. К3. К3. К3, да. Јас не случајно го кажав ова. Само цитирав нешто каде што вие во вашите јавни настапи во предизборната кампања кога беше, често знаевте да кажете дека на Куманово му е потребна една хируршка интервенција. А тоа подразбира еден оперативен, медицински да се изразам, оперативен захват за да темелно се залечат болестите кои што одамна го мачат градот, односно од што боледува овој град наш. Ќе се сложите ли со мене? Па вака, во кампањата за локалните избори 2013 ова реченица беше често користена и требаше да ги отслика состојбите во Куманово како град, кој во тоа време беше, да кажем, во локални рамки и денес, беше бастион на политиките на СДСМ и град кој, благодарение на тие исти политики, дојде во оваа состојба во која сега се наоѓа. Мислам, не би ги подсетувал граѓаните на сето ова, граѓаните ова го знаат многу добро, бидејќи Куманово е од секој пат било град на авангардни и револуционерни луѓе. Не е џабе, што викаат кумановци, најборбен град, значи град кој секој пат најпрогресивните работи тргнувале од Куманово. Ова реченица ја користевме заради тоа што требаше да се со еден хируршки рез пресечат тие политики за да дојдат едни нови идеи, едни нови луѓе да почнат Куманово да го вратат на некои своји висини од некое минато време. Затоа што Куманово не застана. Куманово се врати многу назад. Значи, град кој и на времето бил занаечиски град, али град во кој се работело, живеело и се развивал. Дојдовме во ситуација да биде град кој умира. Значи, хируршки кажано, град кој умира може да се спаси само со хируршка интервенција. Затоа и беше многу користена оваа реченица као една компарација за она што треба да му се случи на Куманово после тие локални избори. Така, да се вратиме на хирургијата. Вие сте специјалист по општа хирургија. Потврден, реализиран и многу баран хирург. Тоа го знаат и граѓаните на Куманово и пошироко. Од каде идејата да се бавите со политика? Јас ќе бидам директна веднаш. Па вака, јас во мојот живот никој пат не сум се спремал да бидам политичар. Сите мои ангажмани, сите мои настојувања, целокупната моја енергија беше посветена на тоа да бидам лекар, лекар-хирург, затоа што хирургијата е најегзактниот дел од лечењето на болестите кај човекот. И професија која бара многу енергија, многу труд, многу непреспиени ноќи, така да јас со целото своје битие бев посветен на таа струка. Еден од виновниците што, да кажам, на еден индиректен начин бе малку принуден да влезам во политиката, тоа е премиерот Никола Груевски, председателот на ВМРО ДПМН, кој со својата безгранична доверба во моите квалитети и на другото поле за кој јас многу не можев да бидам свесен, ми даде шанса и една обврска да Куманово како еден од најбитните градови во Македонија и пред тоа и сега и за периодот кој доаѓа да се направи една, да кажам, повторно хируршка интервенција каде што ВМРО ДПМН ќе покаже
дека Куманово не е заборавен град, дека Куманово е град на кој актуелната политика на ВМРО многу сериозно смета за понатака, меѓутоа, одредените случувања направија да работите бидат онакви какви што се. Така. Па еве и се покажа дека премиерот Никола Груевски не сгрешил што вас ве избрал за кандидат на ВМРО ДПМН тогаш, затоа што факт е дека вие досега во Куманово освоивте најмногу гласови. Па точно е тоа, затоа што за да се дојде до некоја бројка, јас пред се реков, кумановскиот народ е многу мудар. Кампања за локални избори не трае месец дена, 2-3, колку што бевме ние на терен. Кампања трае цел живот. Значи, во Куманово постои една, да кажем, еден аксиом, градоначелник на Куманово мора да биде кумановец. Кумановец кој е препознатлив во градот, кој со својот бекграунд као кумановец е докажан во градот, во сите структури и во сите старосни генерации кои живеат во градот. Значи, кумановци сакаат да го знаат човекот кој треба да го представува градот и што нуди на градот за времето доколку ја добие довербата од граѓаните. Затоа и беше тој резултат што беше, затоа и беше изненадувањето од првиот круг, бидејќи кампањата што ја имав во Куманово трае цел мој живот. И граѓаните судеа по сите тие работи и затоа довербата беше таа која има со таа бројка на гласови во локалните избори. Да ве прашам нешто, сметате ли дека еве луѓе како вас, потврдени, докажани, реализирани во својата професија, не само од областа на медицината, еве и актуелниот градоначелник исто така, и од областа на уметноста, и од областа на економијата, и од сите сфери на живењето, пак ќе повторам, значи, реализирани, потврдени и докажани. Луѓе треба да се бават со политика. Две диаметрално различни работи во исто време многу тешко може да се работат. Мислам, во смисол да се понуди квалитет кој со едната работа сте го имале. Значи... Само малку ќе ве прекинам тука. Па еве, јас колку што знам, вие и покрај тоа што сте многу присутен сега во политичкиот живот, постојано сте присутен и во операционата сала. Како? Па сега е многу помалку во операционата сала, бидејќи обврските се многу големи, така да од време на време се наоѓа време, меѓутоа тоа не е континуитет. Така да сепак ќе кажам, хирургијата е врв во медицината. Преведено на спортски јазик, хирургија е врхунски спорт во медицината. Значи, спорт кој бара тренинг, континуираност, континуирана едукација, континуирана работа, значи не може со инцидентни влегувања во сала да се задржи квалитетот. Меѓутоа, сепак, тоа е една рутина која е стекнена после 30 години работа, значи тоа е едно возење велосипед кое не се заборава, меѓутоа не е само интервенцијата во салата. Целокупниот третман во хирургијата е предоперативната припрема, операцијата и постоперативниот ток. Така да многу значи во постоперативниот ток присуството на докторот кај пациентот со неговото однесување, со неговата комуникација со пациентот за побрзо закрепнување. Така да јас доаѓам за некои помали интервенции, порутинирани интервенции кои не бараат големи ангажмани, бидејќи со обврските во политиката не можем да ги понудам на луѓето и затоа не се ни нафаќам сега за поголеми работи да можем да се нафаќам да ги работам. Во периодот после локалните избори, да кажам, имаше доста ангажман и на политичко поле, меѓутоа ми се овозможуваше да професионално хирургијата си работам се уште со оној интензитет со кој ја работев и порано. Меѓутоа веќе со професионалното бавење како пратеник, дадена ми е шанса да ради зачувување на континуитетот, да од време на време може да се работи по некоја интервенција, меѓутоа ќе кажам, тоа е сепак за одржување на континуитет. А за поголеми
хируршки дострели на две полиња нема да може да се стигне. Мислам, во животот човекот мора да е реален. Така. Значи, прво не смее да се лаже себе си, а после другите. Така. Ајде да видиме што мислат граѓаните токму за ова прашање. Дали едни докажани, реализирани луѓе во својата професија треба да се бават со политиката и на кој начин би можело тоа да се балансира? Сметате ли дека докажаните лекари, уметници и економисти треба да се бават со политиката и зошто е тоа? Да, сметам дека треба да се бават со политиката, зашто еве имаме пример, пратеникот Зоран Ѓорѓиевски доволно придонесува за сега за Куманово, може и повеќе. Инаку, ако тој придонесува повеќе и повеќе, ако има повеќе лекари, здравството ќе ни е подобро, ќе оди на подобро, ќе има повеќе искусни пратеници, министри, што ќе даваат подобри насоки за здравството, како да функционира, што како тие секој ден се соочуваат со тие проблеми и знаат што треба да направат, како да направат. Сметате ли ако некој е добар во својата професија, на пример добар лекар, добар актер, дека треба да се занимава и со политика? Не. Треба кој си актер да си биде актер, треба да си биде политичар. Треба да се бава дефинитивно, затоа што еден успешен хирург се бави со политика и мислам дека ќе биде успешен во политика и за нашиот град Куманово. Ја мислам не. Треба да си го држи свој, да си работи на свое. За политику има си политичари. Ако хирургијата е, како и секоја оперативен захват во медицината, бара голема концентрација, бара тивкост, бара голема размисла и посветеност во моментот кога се работи таа операција, можам да замислам. Вие важите исто така и во приватниот живот за многу тивок човек. Од друга страна, велат дека политичарите се гласноговорници, оратори. Ви пречеше ли вам во стартот кога тргнувавте во политичките води вашата особеност и начинот на кој што требаше да комуницирате во јавните настапи со луѓето? Во основа се слагам со оваа ваша констатација, така да за мене беше новина тоа јавно обраќање меѓу луѓето. Сепак не е исто чувството кога се обраќате на маса луѓе, да кажам подобро народ, наш народ. Меѓутоа, ќе кажам дека критериумите во Македонија како млада држава полека се изоштруваат кај граѓаните, така да граѓаните се веќе заситени од добри оратори посреди кои не стои ништо. Граѓаните веќе бараат помалку зборување, многу повеќе ефекти и дела. Вие можете кај граѓаните да дојдете еднаш, два пати, три пати да имате изговор за некое нивно барање што не е завршено. Меѓутоа, четвртиот пат не размислувајте да се појавите. Ред е тоа да биде завршено. Граѓаните веќе се многу конкретни, веќе се благодарение на технологијата, на развојот на технологијата се веќе информирани за многу работи. Така граѓаните бараат завршени работи, да не бидам популистички настроен, дела кои ќе стојат зад луѓето кои зборуваат и ветуваат. Затоа и пред малку испомнавме оној резултат фамозен што го имавме во локалните избори, кој го потврдивме на предвремените парламентарни избори во Куманово. Луѓето бараат луѓе кои ќе стојат за својот даден збор и луѓе кои ќе стојат за дадените ветувања. Не мора да ги завршат 100%. Луѓето се свесни дека во време на криза, во време на многу динамични случувања, можностите во една сиромашна и мала Република Македонија се ограничени, меѓутоа сепак да постоток на остварени дела од двете дела биде барем над 60%. Тоа ви дава за право да можете и во втори и во трет мандат да се појавите пред луѓето и да можете да ги пласирате своји идеи кои би требало да бидат прифатени. Многу бевте на терен тогаш,
колку што ве следиме и ден денес сте присутен на терен, таму каде што нормално сметате и чините да бидете меѓу народот. Дури и некоја група на новинари, сметам дека беше малку и непотребен таков коментар, но тоа е само моje мислење, не мора да значи дека јас сум во право, вие ќе кажете. Толку многу бевте со народот, дури и народски се облекувавте по нечии констатации, па може би треба да го смени својот стил на облекување во ваквите јавни настапи, ама еве сега гледам дека сте по некој дрес-код облечен. Што значеше тоа тогаш, или сега сте званичен политичар па сте вака облечен? Сепак ова е званична емисија, Да. која има своје ниво и свој код на однесување, облекување и комуникација, меѓутоа една работа треба да се знае. Во кампањата јас си бев оној ист доктор Зоран Ѓорѓиевски од секојдневниот живот. И лично за моje сваќање беше глупост да поставувам некои нормативи на однесување, на облекување, кои беа далеку од она што бе во секојдневниот живот. И моje мислење е дека кај моите кумановчани јас бев многу поприемчив онаков каков што сум. Не да се прикажувам во некое светло во кое би требало некој пат да бидам, него во тој момент јас сум тој што сум, во такво издание и мене не ми пречеше таквиот дрес-код. Има една изрека многу важна. Муабетот го почнуваме со оделото, а го завршуваме со кажаниот збор. Така да, тоа е една многу голема изрека. Многу значи на крај што ќе кажете со луѓето. Мислењето за вас се формира на прв поглед, меѓутоа дефинитивно мислење за вас е после завршениот разговор со луѓето. Така да многу повеќе акцент ставав на разговорите со граѓаните, на потребите за граѓаните кои, доколку добиев можност, требав да ги реализирам, така да акцентот беше ставен за многу поконкретни работи. Најнебитната работа во тој момент, барем по моје мислење, беше дрес-кодот. Така. Каде е Куманово, господине Ѓорѓиевски, сега во моментот? До каде ќе оди ова колективна депресија на граѓаните од Куманово? Комотно можам така да кажам, после многу разговори, анкети, Куманово имаше... и вистински состојби во градот. Се извинувам. Нема проблем. Куманово имаше шанса да во 2013 го даде своето мислење. Не беше лесно во тие локални избори, бидејќи многу луѓе имаа многу притисоци за начинот за своето слободно размислување и за својата одлука за кого ќе го дадат својот глас. Така. Да кажам, се случија работи кои се случија, меѓутоа на мнение сум дека народот е тој кој одлучува за својата судбина. Дали градот ќе умира или ќе му се даде шанса да преживее, граѓаните на Куманово тоа треба да го кажат. Нивниот збор е последен. Тоа е најлегитимниот начин на кој треба да се среди состојбата во градот Куманово. Значи, доколку се добие мандат од граѓаните, а за да се добие мандат треба да се понуди програма и решенија за актуелните проблеми, тогаш граѓаните треба да го дадат својот глас. Значи, некои други параметри по кои луѓето се водеа, треба во тие моменти да се заборават. Затоа што доколку некоја опција се појави утре, не мора да биде Зоран Ѓорѓиевски, нека биде било кој ќе понуди подобра опција за овој град. Јас прв ќе го гласам без обзира на сите партиски припадности, размислувања, притисоци и така. Вашата програма, спомнавте програма, беше многу амбициозна, дури и модерна, дури и ветувачка со инвестиции. Факт е дека сме тука кај што сме, меѓутоа јас ќе поставам едно прашање. Куманово е голема општина. Со самото тоа
Голем е и влогот на граѓаните кои што го полнат буџетот на Република Македонија. Зошто постојано Куманово го одминуваат инвестиции? Па пред се, мојата програма беше во еден дел можеби амбициозна, меѓутоа сметам дека можеби, не можеби, али тоа сигурно го тврдам, бидејќи пред да биде таа програма реализирана во печатена форма, јас со моите, да кажем, сопартици, приватни пријатели, направив консултација, да кажем, направив еден тим со кој сите проблеми од градот ги елабориравме на хартија, ги ставивме по приоритети како треба да идат, значи не случајно беше ставен као приоритет број 1 проблемот со вода. Програмата беше многу реално потребна по барањата на граѓаните. Така да програмата во дел некој беше преамбициозна, во дел да речеме за спортскиот стадион беше преамбициозна, меѓутоа ние имавме реални ветувања за остварување на тој проект. За другите проекти, дел од проектите веќе се остваруваат, еве сведоци сме. Една од работите која беше во програмата беше видно обележување на влезови излези на градот Куманово према коридор 10 и коридор 8. Така. Сведоци сме дека овие денови се работи на осветлување и обележување на клучката на коридор 8. Клучката на коридор 10 е завршена пред 2 месеца. Да, тоа беше во програмата. Така да во програмата беше и спортска сала за среднотехничко училиште на Цебуѓони, спортска сала која е у фаза на реализација. Така да програмите беа нужно потребни, не беа преамбициозни. Така. Второ, имаше една забелешка од сите, зошто Зоран Ѓорѓиевски ги вклучува министрите во кампањата. Затоа што бев свесен дека општината, јас и тогаш зборев и сега ќе го тоа потврдам, е во финансиска дупка за која се уште не можеме да знаеме колкава е. Ќе се види кога ќе се направи некоја ревизија, онака како што треба, не како што ни ја прикажуваат градоначалникот и екипата околу него. И бев свесен дека во тој прв период, најмалку од година-две, општината финансиски ќе биде блокирана. Меѓутоа, граѓаните очекуваа во првите 3-4 месеци да видат некоја промена. Таа промена јас ќе можев да ја испоставам на граѓаните доколку имав помош од централната власт. Затоа и централната власт, министрите ги вклучува во овие проекти да бидат гарант дека овие проекти натаму ќе се остварат. Бидејќи бев свесен дека со финансиските можности со кои општината располага во тој период немаше да може да се одговори за ниедна барање од програмата да биде реализирано. Ке требаше да се, да кажам, еден мандат да помине во враќање на долгови и на одблокирување на општината и на сите јавни предпријатија во општина Куманово. Значи, затоа беше даден збор од министрите кои можеа да дел од тие проекти ги реализират, затоа беа и доведувани во Куманово за да пред граѓаните дадат тежина на тоа ветување за тие проекти. Такви беа ветувањата за проектот за детски градинки, ветувањата од тогашниот министер Милејана Киевски за кружен ток кај Митев мост, прочуена смртна раскрсница во Куманово, значи не постои нигде раскрсница каде на 5 метри имате по 2 семафора, значи чие архитектонско решение е вон сите стандарди. Кај што се случија кај што се многу несреќи, многу трагедии, каде што многу млади луѓе и многу успешни луѓе, представници од овој град, го завршија животот поради тоа неадекватно архитектонско решение, така да тоа беше една од новините која беше во таа кампања, затоа беа вклучени министрите да бидат као гарант дека тие проекти
као дополнителен гарант, покрај оној бекграунд што го јас имам као човек, дека ќе бидат дополнителен гарант барем по прашање на финансиското покривање на сите тие проекти. Инаку, морам да кажам една работа. Како што пред малку спомнав, кога се правеше програмата, таа програма се носи во партијата и дел од високостручни луѓе прават проценка на таа програма, што може да се реализира, што не може да се реализира. Пример, проектот за фабрика за согорување цврст отпад, кој најефтиниот проект чини некаде околу 25 милиони евра, е за општина Куманово Мислена именка, со сета таа задолженост што ја има, а камоли што се нудеше проект за фабрика за чврст отпад со искористување на електрична енергија, која во стартот, значи уште на хартија, носеше вредност од 75 милиони евра. 75 милиони евра е пара за која Република Македонија се дебело замислува, а камоли општина Куманово. Така, меѓутоа, во некои разговори, во некои интервјуа со челните луѓе во Куманово, велат дека, ако мислиме на истото, аз сметам дека мислиме на истото, за депонијата кај Пчиња и за преработка, тоа е повеќе проект скоро на целиот североисточен регион. Мислам дека само општина Куманово нема да влезе во таа фабрика за преработка на цврст отпад. Затоа што и од некои други средини најавија дека тоа е еден сериозен проект. Меѓутоа, еве па токму од Куманово велат дека тоа е проект кој што треба владата да го реализира, бидејќи тежи малку повеќе. Пред се, за да се направи таков проект, без да се направи референдум на население каде што ќе биде поставен тој објект, вие не можете да го ветувате на граѓаните. Без да се направат анализи колкав ќе е степенот на загаденост на околината, вие не можете да направите анализи. Со една таква фабрика, да. Значи, со филтри. Второ, Куманово е член на Североисточниот плански регион. Како не, тој е носител на Североисточниот плански регион. Да. Така да Куманово ќе беше реализатор на оваа фабрика за цврст отпад. Меѓутоа, тука, како што кажав, многу работи се паушално дадени, не се работи кои се правени онака анализи како што треба, без да се каже дека анализа не е правена. Анализа за фабрика за цврст отпад е наназад години правена. И имам проценка дека близу 2 милиони евра чини целата таа анализа. Така да јас, кога ќе слушнам одредени работи, општина Куманово блокирана за 1.800.000 евра, па не може да работи. Па таа само на анализи, значи купови хартија, даде 2 милиони евра, а од тоа нема ништо. Така да, сметам, треба да бидеме реални во понудата што ќе им ја понудиме на граѓаните, бидејќи и првата пречистителна станица во Македонија, сведоци сме дека не ги исполни очекувањата на граѓаните и стандардите во она мерка во која се нудеше. Второ, финансиската покриеност од работењето на таа пречистителна станица излезе дека е голем проблем и голем товар за локалното комунално предпријатие Водовод. Една работа која никој не ја спомнува, а јас ќе ја спомнам, а тоа е остатокот од токсичниот отпад од таа пречистителна станица, едно прашање каде завршува. Треба да бидеме свесни дека во тој отпад во фабриката за пречистување на отпадните води имаме маса тешки метали кои се канцерогени, кои даваат канцер, кој е во порас во Република Македонија. Каде завршува тој отпад? Доколку работи континуирано? Мада јас имам информација дека не работи континуирано и тоа наодговорно го тврдам. Многу се комплексни овие теми и најверојатно ќе отвараме понатаму и дебати и разговори и покана на компетентни луѓе за овие теми и така натаму. Ние денеска излеговме малку надвор меѓу граѓаните да ги запрашаме што мислат за нашите политичари од Куманово,
особено тие што се во собранието на Република Македонија, и дали на Куманово му недостасуваат уште повеќе луѓе кои што ќе се бават со политиката и кои што ќе се инволвирани во власта. Да ја погледнеме анкетата. Сметате ли дека треба да имаме повеќе пратеници од Куманово? Дали тоа ќе придонесе да го подобриме градот? Да, сметам дека треба повеќе пратеници да има. Господинот Зоран Ѓорѓиевски не е доволно само еден да имаме влијателен пратеник од целиот број на пратеници. Треба повеќе, малку да се обрне внимание на Куманово. Малку е запоставено, ама ќе подобри. Сметате ли дека има доволно кумановски политичари кои што се вклучени во власта, особено во извршната власт? Па и нема. Не е доволно. Скросич. Кој од кумановските политичари направил најмногу за Куманово досега? Баш никој. Нашиот пратеник е единствен, господин Зоран Ѓорѓиевски. Тој е докажан човек. И како лекар, и како човек, и како наш партиец. И јас имам верба во него. И мислам дека ќе придонесе многу. Јас сметам дека треба да имат два тројца, а најповеќе што ме боли што нема ни еден министер. Има ли доволно кумановски политичари во власта? И што ќе не ги они да се. Што ќе не ги уопште ништо, и тие што имав ништо не направива за Куманово. И според тебе кој наш пратеник може да влие за подобрување на состојбата во градот? Јас верувам дека Зоран Ѓорѓиевски. Па Зоран Ѓорѓиевски треба да се бави со политика, он вети дека ќе го направи Куманово би не убаво се, а Зоран Замјански ништо не направи на Куманово, едино кешта го направи, друго ништо. Не, нема доволно. А кој од политичарите во Куманово направил најмногу за овој град? Па скоро никој. Еве што велат граѓаните на Куманово. Што мислите вие, господине Ѓорѓиевски? Па вака, за најбројната општина во Република Македонија, во овој момент имаме представници, пошто сепак начинот на бирање на пратениците е малку поспецифичен, имаме 5 пратеника, од кои 2 од ДУИ, од коалицијата за подобра Македонија 2 и 1 од редовите на опозицијската СДСМ. Во овој момент 4 се активни, 1 е неактивен ради одредени политички случувања. Меѓутоа сметам дека за Куманово како град, кој има свое гласачко тело од над 90.000, бројката треба да биде нешто поголема. Второ, треба да биде избор на луѓе кои достојно ќе го презентираат Куманово и кои достојно ќе се борат за интересите за Куманово. Моje лично мислење е дека кога се работи за интересите за Куманово, не треба да постои позиција и опозиција. Тоа е заеднички интерес кој треба да биде точка водилка за целокупното делување на тие пратеници. Сепак тие го представуваат овој град и се изберени од граѓаните на овој град за да ги представуваат интересите на овој град. Личните интереси, личните амбиции сепак треба да бидат во втор план. Така да, моje лично мислење е да бројката на пратеници треба да биде поголема, меѓутоа сведоци сме во ова постоење на независна Република Македонија во овие 25 години, многу е побитен моментот да имаме кумановчани во извршната власт. Сепак, законодавната власт е со ограничени можности, големи желби, меѓутоа со ограничени можности на делување. Додека представници во извршната власт можат со многу по-конкретно делување да бидат многу по-продуктивни за овој град. Така да, сепак, борбата треба да биде и за едното и за другото. И едното и другото не можат едно без друго. Значи, треба да имаме представници и во законодавниот дом, меѓутоа и представници во извршната власт, кои ќе ги застапуваат и бранат и ќе се борат за интересите на граѓаните од овој град. Се надевам дека вие лично се заложувате за тоа, со обзир на тоа каде сте сега. Па, вака, ја можам да кажам дека за некоја моја
среќа, тоест несреќа, откако станав пратеник, ние немаме некоја, да кажам, функционирање на законодавниот дом по сите оние параметри. Ние се трудиме да сега и уште повеќе се трудиме, бидејќи немаме опозицијата во парламентот, да бидеме самокритични према себе во многу работи. Резултатот од сето тоа наше залагање, на крај, како што кажав, ќе го наградат или ќе го казнат граѓаните, затоа што кажав, за тоа кој треба да ја води оваа земја, последен збор го имат граѓаните. И нивното треба да се слуша. Се слушавам. Пред малку нешто спомнавме околу програмата и околу одредени проекти кои не се реализираат во Куманово. Зошто не се реализираат? Па еве, можем да кажем на одговорно за одредени работи. На моја иницијатива имаше разговори со актуелниот градоначалник и кај бившиот министер за транспорт и врски Милијан Киевски за одредени проекти од инфраструктура кои треба да се реализираат за општина Куманово, инфраструктура за руралните средини, населбите кои гравитираат во Куманово и блиските населби кои гравитираат околу Куманово. Имавме 2 средби во Министерството за транспорт и врски, меѓутоа, од сите тие договори што ги имавме тогаш, реализација немаше на ниеден. Градоначалникот зеде обврска за поточки како требаше да бидат реализирани тие проекти и да ги тие проекти достави до Министерството за транспорт и врски, каде што Министерството требаше да распише јавен тендер за реализација на овие проекти. Овие проекти не беа доставени до Министерството за транспорт и врски. Затоа и имавме проблеми со реализација на фекална канализација во населено место Режановце, каде што поминува пругата, бидејќи фекалната канализација која треба да помине под пругата е завршен дел од тој проект. Така да за многу работи немавме слух од актуелното раководство за интересите на граѓаните. Партиските работи многу доминираа. Јас пак ќе се повторам, кога се работи за општиот интерес на граѓаните, партиските работи треба да бидат во втор план. Сепак, за нас како луѓе зборуваат работи и дела кои ќе ги оставиме после завршување на тие мандати. Да ве прашам нешто. Вие лично дали се ангажиравте за моментот кога требаше да се одлучи каде ќе се одржи последниот 15-ти конгрес на владеачката партија ВМРО-ДПМН? И тоа беше за граѓаните на Куманово па и изненадување. Па, вака, ангажманот мој беше доста голем. Така. Залагањата за да се одржи во Куманово од моја страна исто. Нормално. Пак ќе кажам, благодарение на председателот и на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН се даде шанса да Куманово, како најбројна и најголема локална самоуправа, ја има честа да се одржи 15-тиот конгрес на ВМРО-ДПМН. Со овој гест требаше и на членството, и на граѓаните на Куманово да се прати порака дека Куманово не е заборавен град, дека Куманово од страна на раководните луѓе на ВМРО-ДПМН не е град кој е вон сфера на интерес, него е град кој ќе биде како приоритетен град во понатамошниот период, така да се потрудивме и јас и членовите на Општинскиот комитет во Куманово со сите луѓе, граѓаните на општина Куманово, да оставиме еден многу висок впечаток од случувањата во тие 2 дена во Куманово, така да, мислам, импресиите на сите учесници, делегати, гости на тој конгрес беа многу високо. Обеливме образ. Обеливме образ, што би кажале. Така да, во ова прилика да се заблагодарам и на сите граѓани што имаа сенс за тој ден, да Куманово како град домаќин да се покаже без обзира на политичката ориентација на граѓаните, значи да кажам дека кумановци како луѓе
покажа дека се свесни во тежината на организирање на еден ваков настан, предизвиците и потешкотиите во организирање на еден ваков настан, и морам да кажам дека мора да ги поздравам и вработените во Домот на култура Трајко Прокопиев и ред други добри луѓе кои се потрудија да ни помогнат, што со работна рака, што со спонзорства, што со, да не кажам, со медиумско покривање, да Домот на културата во тој момент биде најрепрезентативното нешто што во градот Куманово го имаше во тој момент. Така, токму така. Многу сте ангажиран, па дури и хуманитарни ангажмани имате. Каде, што? Па вака, по прашање на хуманитарните ангажмани, тоа е една работа која од многу поодамна ја работам, меѓутоа без барање за некоја голема популарност. Уште на времето со секретарот на Црвениот крст Иле организиравме низа хуманитарни акции за жителите на Козјачките села, каде што, да кажам, времето застанало пред 150 години, каде што тие инцидентни помоши од Црвениот крст ги поставивме во една насока да сега имаме една континуирана помош за луѓето од тој крај. Тоа се, да кажем, рурални средини каде што основните работи за живење не се присутни, да не зборам за нешто повеќе, така да на тоа население каде што претежно имаме старо население или претежно сиромашно население, им се излезе во пресред со било каков начин, со било каква помош. Луѓето се благодарни за било што. Моето, да кажем, и професионално и приватно екзистирање на тој крај ми даде и идеја и шанса да помогнам во реализација на таа работа. Меѓутоа не се трудам и на друго поле. Треба, еве, нека биде едно самофалење. Јас учествував заедно со групата на моторџии Мечки да нивната идеја за голема хуманитарна помош која требаше да ја дадат нивните колеги моторчи од Република Германија на чело со господинот Херман, им помогнам во техничката реализација на тој проект. Куманово, тоест Кумановска болница и Старачкиот дом Зафир Сајто и организацијата за деца со посебни потреби, значи добија тогаш опрема, роба, помош од 5 шлепери. Проблемот беше што германците, како што се секогаш прецизни, бара да екипата на моторчиите има финансиска сигурност дека камионите што требаше транспортот да го направат имаат обезбедено покритие гориво дека тоа ќе се заврши. Во оваа прилика користам шанса да се заблагодарам на сите кумановски бизнисмени кои имаа сенс, свест и чувство што тогаш најдоа за сходно да со одредени парични надоместоци на сметка на Сдруженијето на моторџии Мечки од Куманово дадат парични средства за да може оваа акција да се реализира, што мене посебно ми е драго, затоа што барем 4 од тие шлепери помош заврши во Кумановската болница. Така да имаше многу од новите кревети кои се во болницата сега се од таа помош, многу од апаратите кои се донесени, тоа е second hand употреба, ама беа сите исправни. Значи во функција ехо апарати, рентген апарати. Значи една помош која, да кажам, за кумановски прилики е многу голема. И сум пресреќен што реализацијата на таа помош помина онака како што треба и како што доликува. Така да, една јавна благодарност и до моторџиите, и пак ќе кажем, до сите кумановски бизнисмени кои имаат чувство за својот град и за болница, јавна организација болница, општа болница Куманово, да помогнат во реализација на ова хуманитарна пратка што требаше да стигне од Република Германија. Секако голема доблест е човечката хуманост.
Како сте во семејство на медицинари? Сопругата, ќерката, синот, вие? Зарем не ви даде тоа инспирација да отворите приватна ординација? Па вака, ќе кажем една работа, не знам како ќе бидам сватен, меѓутоа... Правилно, сигурно. Со примањата и со честната работа во здравството, никој пат не може да стекнете капитал со кој може една таква голема работа да се почне. Ординација као ординација, доколку еден хирург отвори приватна ординација, тој се сведува на 2 скали назад, се доведува во позиција на општ лекар. Хирург без операциона сала не е хирург. Да. Тоа е многу скапа инвестиција за еден човек, така да за да може да се и вие сте сведоци дека е мал број на приватни хируршки ординации, да кажам организации или поликлиники во Република Македонија, затоа што бара многу големи средства. Тоа е една работа. Втора работа, и тие мали средства, да кажам, со кои нашето здравство е платено, за мене тоа недоволно, тоа најјавно го кажувам, ги инвестирав во едукација на моите деца. Пошто сметам дека штедење во правец на нивна едукација е погрешен потек. Значи, инвестиција во нивното школување за мене, како човек, беше правиот потек. Мојата ќерка моментално е вработена во Република Германија, во градот Оснабрик. Работи као самостоен лекар и специјализант на клиниката за интерни болести гастроентерохепатологија. Александра, кумановци сите ја знаат. Синот Марко моментално работи во приватна здравствена организација доктор Тасевски, така да муабетите во градот Куманово доктор Ѓорѓиевски си ги запостил децата, не држат вода. Меѓутоа, тоа се сплетно околности да овие работи сега за сега се такви. Меѓутоа, како што кажав, јас и понатака им помагам и вложувам во нивна до професионална до едукација. Бидејќи еден ден, кога доктор Зоран Ѓорѓиевски нема повеќе да постои, нема кој да стои позади нив. Позади нив ќе стои нивното знаење, нивните работни навики, нивниот рейтинг, што ќе си го створат меѓу луѓето. А ви помага ли некој во некое катче за кое што сум чула дека едно од поубавите места недопрени од природата, каде што имате ваше лично нешто и каде што многу сакате да сте сам со себе таму? Така ли е? Па вака, во мојата некоја теорија на живење, море е летовање, планина е одмор. Така да тоа каче за кое зборувате се наоѓа на планината Козјак, на врвот Перен, на 1300 метри надморска височина. Тоа каче, благодарение пред се на мојот ангажман, на ангажманот на сите членови на моето семејство, потесно и пошироко, со ангажманот на полно мои пријатели, со наш личен труд и лична работа, направивме да тоа катче биде катче во кое многу често, порано многу почесто, сега многу поретко ради ангажманиве и немањето време, знаевме да си приуштиме една релаксација која во ова време на динамично живење е многу потребна на секого. Така да, лично за мене, секој момент кога можам да украдам време меѓу врските кои ги имам, се трудам да најдам време да заминам таму. Бидејќи покрај тоа што е воздушна бања, покрај тоа што има, што би кажале, пар мои пријатели, видик од $1.000.000, каде што се гледа крсот на водно со голо око, значи поставеноста е таква да позицијата е многу, барем мене ми лично прави многу задоволство. Наоѓам
наоѓам понекогпат време да отидам горе и да се одморам од сите обврски, динамики кои ги имам и да ги средам мислите кои во ова динамично време сепак мора да бидат онака како треба во средби со граѓаните, со проблемите кои ги имат и така. Се надевам дека викендов бевте во тоа ваше катче. Вам, драги гледачи, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ви беше пријатно со нашиот гостин. Уште еднаш ви благодарам, господин Благодарам и Георгиевски. на вас, благодарам на гледачите на К3 телевизија. К3 телевизија на град Куманово и на вниманието што ми го посветите овде кај вас, да се чувствувам толку релаксирано и опуштено. Благодарам. Благодарам и вам.